седмица на съветът на община Струмица. На 21-та седмица на съветът присъства 21 съветник и констатирам дека съветът може пълноправно да работи отлучи. От седмица отсутствуват съветниците Александър Донев и Митко Дървачанов. Покрай членовете на съветът на седмицата присъства Коста Яневски, градоначалник на община Струмица, известителите по точките от дневния ред и представници на общинската администрация. Почитаните съветници, за 21-та седмица на съветът на община Струмица го предлагам дневния ред, що ви е достоен с решението за свикване на седмица. Военно ограничаване судов изброй 09-2005-7 от 14.3.2019 година и е повлекла точка 32 относно предлог за построение урбана окръга на територията на община Струмица за 2019 година. Дали някой база? Поверите. Или там. Почитвам председателя, почитвам началник, колеги съветници. Във връзка с дневния ред, съгласно член 6 от диалогната гласовата от работа на община Струмица, ставка 1.3. Като член на съвета предлагам дневния ред да се допълни с допълнуване на точка за съветнички прашания. Именно последните две седмици послужувахме съветнички прашания, за които добихме извещаи. И сметам дека трябва да ни се овозможи за истите да подискутираме, бидејќи имаме одредени прашања кои што сакаме да ги поставиме на известителите, односно доставувачите на извештаите и бараме истото да ни било возможно. Значи, во повеќе наврати до сега сме барали на седмица да имаме поставена точка за съветнички прашања, меѓутоа до денес тоа истото не ни било возможно. Затоа е да сега апелираме на градоначалното председателно съвет, доколку тоа е возможно, доколку денеска не се присутни известителите, за да ни дадат образложение на прашањата, кои што имаме во врска со представените извештаи, тоа да биде направено на првата наредна седмица, односно да имаме, дури веќе еднаш разговарахме дека е потребно за година и пол довите сме ние съветници, барем да имаме една седмица за съветнички прашања специално или како точка на дневния ред да биде поставена точка за съветнички прашања. Имаме много прашања, кои што сакаме да ги поставиме, дека да имаме простор в проблемите дневни редови. Поради тоа бараме да го има воля да биде поставена како точка допълнително на дневния ред съветнички прашања, а доколку не, значи истото да биде на наредна точка. Благодаря. Бидејќи има образ дневен ред, како што рекохте, јас предлагам, како што беше пракса во минатото, да една седмица за свечки прашања одредиме, ама предходно треба да видиме карактерот на прашањето, да видиме кои известители трябва да бидат присутни, за да може да дадат одговори. Градоначалното има познаваме много, може да не трябва да някои податъци от, може да имат поставено нежелязно предприятие, защото трябва директор не е сега пристъп. Предлагам задължен секретар Александър Джаков и значи това бай за всички съветници. Да, ще може кратък рок да ги коментирате вашите съветнички прашања и давате Александър Джаков. На седмици специално ги има само за съветнички прашања. Ако така се служи. Определих с това модернска елога дневния ред и не знам дали тестасаме и не знам колко съвети прашања и дали има известители за да говорят на съвети прашања. Доколку е во ред, ние би се координирале и сметаме дека конкретните съветнички прашања може би произлегуваат и од самата дискусија. Доволно од кој сектор ни е потребно да биде присутен известител, а съветничките прашања сметам дека можеме да ги формулираме на самата седмица. Така да доволно е да кажем од која област. Која област да видим следните и тоа би било договорено. Дали ще не това? Сборото да погледне на дневен ред. Доколко никой не бара сбор, го заключвам предразсъд и предложение на дневен ред поставям на глас. Кой е за? Кой е против? Дали е въздържан?
основа на споделеното властие констатирам дека историята са 20 гласа за, без гласове против, без се въздържан за 18-та седмица на своята нощна страница го опусли следния дневен ред. Подброен квартален извеща за извършиване на бюджетът на община Струмица за 4-тият квартал от 2018 година. Това годишен извеща на община Струмица за 2018 година. 3. Предлог завършна сметка на бюджетът на община Струмица за 2018 година. Извеща за реализация на програмата за развиване на градъчни землища на подрачна община Струмица за 2018 година. 5. Извеща за реализация на програмата за изгледна реконструкция, отраживане и защита на локалните пътища и улици на периферията на община Струмица за 2018. 6. Известни за реализация на програмата за изработка на урбанически планове в община Струмица за 2018 година. 7. Известни за реализация на програмата за активности на община Струмица в областта на спорт и млади до 2018 година. 8. Известни за реализация на програмата за активности на община Струмица в областта на локалната економически развой и туризъм в 2018 година. 9. Извещи за реализация на програмата за активности на община Струмица за областта на социалната и детската защита в 2018 година. 10. Извещи за реализация на програмата за активности в областта на защита на животна среда на подрачна община Струмица за 2018 година. 11. Извещи за реализация на програмата на община Струмица в областта на еднаквите възможности на жените и младите за 2018 година. 12. Извещи за реализация програмата за активности на община Струмица в областта на международна съработка за 2018 година. 13. Извещи за реализация на програмата за активности на община Струмица по връзка с разпоредуване на проекти, финансирани фондовете на Евросъюза за 2018 година. 14. Предлог програма за допълнение на плановете на подрачна община Струмица за 2019 година. 15. Предлог програма за одобряване извещи за купния договор износ от доверители за финансиране на достояние на платени области. 16. Предлог облака за изменение и допълнение на бюджета на община Струмица за 2019 година. 17. Предлог облака за дългоръчно задължение на община Струмица. 18. Предлог облака за даване на крайно користно и управление на недвижни ствари. Пречистителна станица за отпадни води на явно предприятие за главно дейност Комунарен Струмица. 19. Предлог облака за справедливане на превентивна дезинсекция, дезинфекция и дератизация на подрачна община Струмица за 2019 година. 20. Предлог облака за изменение и допълнение на облаката за общински клинически превоз на пътници на подрачна община Струмица. 21. Извещи за работа на явното предприятие на подрачна Струмица за 2018 година. 22. Горска сметка на явното предприятие Паркирани Струмица за 2018. 23. Облака за разпоредуване на условената добивка по горска сметка на явното предприятие Паркирани Струмица за 2018 година. 24. Извещи за работа на явното предприятие Струмица газ за 2018 година. 25. Горска сметка за явното предприятие Струмица газ за 2018 година. 26. Облака за разпоредуване на условената добивка по годишната сметка и финансови извеща на явното предприятие Струмица газ за 2018 година. 27. Годишни извеща за работа на библиотеката Благо Янков Мучета за 2018 година. 28. Годишна сметка на библиотеката Благо Янков Мучета за 2018, завършна сметка. 29. Извеща за работа на дома за деца и млади Благо Мучета за 2018. 30. Завършна сметка на дома за деца и млади Благо Мучета за 2018 година. 31. Извеща за работа на общинска явна установа отворен граници на университет за доживотно учене и Йорска сестра Струмица за 2018 година. Почитувани съветници, съответно член 4 став 2, идеологията на съвета трябва да проточи с основни медицина по вързани, съдържа да се води заедничка разпреда. И това. Първо предлагам заедничка разпреда да се води по точка от реден брой 1 до реден брой 13, odnosno по квартално изличане, годишно изличане, завършна сметка и извещайте по обучествите програми. Второ, предлагам заедничка разпреда да се води по точка реден брой 15 и реден брой 16, odnosno по предлог продукта за одобряване на извещай за вкупния договор износ по подарители за финансиране на безприятни, а не платни области и предлог облака за изменение да допълнение на бюджета на община Струмица за 2019 година. Трето, предлагам заедничка разпреда да се води по точка реден брой 21, 20 и 22, odnosno по извещай за работа, годишна сметка и облака за разпоредуване на основарената добивка на явното предприятие Паркирани Струмица. Четвърто, предлагам заедничка разпреда да се води по точки с реден брой 26, 25 и 26, относно по извещане за работа, годишна сметка и облака за разпоредуване на
газна добивка на ямска пряка Струница газ Струница. Пето, примерно заедничка разходата се води по точка ред 27, 28, 29, 30, 37, относно по извещайте за работа и залъци сметки на библиотеката и домът за деца и млади, както извещат за работа на отворения бяги с университет за дойдат научна и георгска шиянска Струница. Следва да оставам на гласна. Кой е за? Кой е против? Дали му въздържа? Бързо споделям до гласа, ще да е 20 гласа за. Кой е прилека? Снижава се. Не. 10 е против 10 водиш, отгоре се заключил. Конкурентен заедничка разхода да се води по точка ред брой 1 до ред брой 13. Това заедничка разхода да се води по точка ред брой 15 ред брой 16. Три заедничка разхода да се води по точка от ред брой 27 до ред брой 23. 4 заедничка разхода да се води по точка ред брой 24 до 26. И 5 заедничка разхода да се води по точките от ред брой 27 до ред брой 40. Колко сме заключков за споюване на разправата за единване на заедничка разправа по точка от ред брой 1 до ред брой 15. Квартална призначка и годишна призначка, завърши сметка и извещайте по бюджетните програми и съобразно статута бяха на дневен ред на матичните комисии при съдът на обща Струница. Първо, главовикъл Митко Бонев, председател на комисията за финанси и бюджет и лога на икономически радио, да подне след пичите и даде преглед в съдата по този ред брой 1, 2, 3, 8, 10, 12 и 15. Благодаря. Благодаря, председатели. Включително началник, включително председател и колеги, членове на Совета, включително известители по точките от дневния ред, таблици на медиумите и останалите присъдни. Комисията за финанси и бюджет и локален икономически развой на седмицата, поддържана на 13.3.2019 година, ги разгледа кварталният извещай за извършване на бюджет от налозите на Струница от четвъртият квартал на 2018 година, годишният извещай на община Струница за 2018 година, предлог завършната сметка на бюджет от община Струница за 2018 година, извещай за реализация на програмата за активностите на община Струница в областта на локалния икономически развой и туризма за 2018 година, извещай за реализация на програмата за активности в областта на защита на животното средие на подрачата на община Струница за 2018 година, извещай за реализация на програмата за активностите на община Струница в областта на международната соработка за 2018 година и извещай за реализация на програмата за активностите на община Струница, повързани с провеждане на проекти, финансирани от фондовете на Европейската уния за 2018 година. От 2018 година купите приходи на бюджетите на община Струница от планираните 1,71 милион 053 401 лева се реализирани 913 милиони 275 780 денари или 85%. Купните приходи се изчисляват от новият бюджет, който е реализиран с 348 милиони 367 536 денари или 73% в област на планираната. Наденски дотации, които са реализирани с 100%, относно в износ от 487 милиони 887 хиляди 250 денари, самофинансиращите активности са реализирани в износ от 31 милион 523 хиляди 340 денари или 76% от планираната. Донациите, кой е реализиран и от износ, е 37 милиони 857 600 денари или 79%. И по колоната кредити от планираните 10 милиони денари, реализирани са 7 милиони 640 хиляди 962 денари или 77% от планирания износ. Имайки го пред няколко кварталните извещания за извършването на бюджет от община Струница за четвъртият квартал от 2018 година, предлог за вършната сметка и годишният извещай, прегледно са дадени податъци, както за приходния, така и за разходния дел от бюджета, чий състав е извещаят за реализация на програмата за активностите на община Струница в областта на локалния икономически развой и туризма за 2018 година, извещаят за реализация на програмата за активности в областта на защита на животната средина
на подрачите на община Струмица за 2018 година, извещане за реализация на програмата за активностите на община Струмица в област на международната соработка и извещане за реализация на програмата за активностите на община Струмица по вързани с проведуване на проекти, финансирани от фондовете на Европската уния за 2018 година, а в годишното извещане и допълнителни пояснувания за все нещо е планирано и реализирано в 2018 година. Комисията донесе отделни заключки са твои на совета по предмет. Първо, да го усвои кварталният извещане за извършване на службите община Струмица за четвъртият квартал 2018 година. Второ, да го усвои годишният извещане на община Струмица за 2018 година. Трето, да донесе отлука, областно да донесе завършната сметка на бюджетът на община Струмица за 2018 година. Четвърто, да го усвои извещане за реализация на програмата за активностите на община Струмица в област на локалния и икономически развой и туризъм за 2018 година. Пето, да го усвои извещане за реализация на програмата за активности в областта на защита на животната средина на подрачите на община Струмица за 2018 година. Шесто, да го усвои извещане за реализация на програмата за активностите на община Струмица в областта на международната соработка за 2018 година. И седмо, да го усвои извещане за реализация на програмата за активностите на община Струмица, повързани с проведуване на проекти, финансирани от фондовете на Европската уния за 2018 година. Благодаря. Благодаря. Господин Йосиф Христов, председател на Комисията урбанизъм, по-околни дейности и защита на живата среда и природата, подна следващи даде превод до съдът по този среден проект 4-5-6. Благодаря. Почитам предлагачен, почитаме члена на съвета, почитаме известители по точка 9, почитаме представници на Медиумов. Комисията за урбанизъм, комунални дейности, защита на животната среда и природата на седмицата ще се удържа на 14.2019 година. Геразева извещат за реализация на програмата за уредуване на градежното землище на подрачите на община Струмица за 2018 година. Извещат за реализация на програмата за изградба, реконструкция, удържуване и защита на локални пътища и улици на територията на община Струмица за 2018 година. И извещат за реализация на програмата за изработка на урбанистични планове на община Струмица за 2018 година. Подадените известувания от известителите от дневния ред, комисията донесе заключък и поемсовото му предлага да го усвои извещат за реализация на програмата за уредуване на градежното землище на подрачите на община за 2018 година. Под това да го усвои извещат за реализация на програмата за изградба, реконструкция, удържуване и защита на локални пътища и улици на територията на община Струмица за 2018 година. И по 3 да го усвои извещат за реализация на програмата за изработка на урбанистични планове в община Струмица за 2018 година. Благодаря. Благодаря. Да повикам Наташа Хаджиева, председател на Комисията за култура, образование и спорт в подна следващи и даде превод на своето по точка на проект. Благодаря на председателя, почитуван градоначалник, почитувани колеги съветници, почитувани известители. По точките от дневния ред, Комисията за култура, образование и спорт на седмицата ще се одържа на 14.3.2019 година го разгледа извещане за реализация на програмата за активностите на община Струмица в областта на спорт и млади в 2018 година. По обемната разправа и подадените известувания от известителот по точката от дневния ред, комисията констатира, дека преку оваа програма Община Струмица зема активно учество во подпикнувањето на активностите од областта на спортот и со тоа донесе заклучок со кој на Советот му предлага да го усвои извештајот за реализација на програмата за активностите на Община Струмица во областта на спорт и млади во 2018 година. Благодарам. Благодаря. Куповикам Зоран Костадинов, председател Комисията за здравна защита, социална защита и защита на детската. Подна следващия и даде превод по своето по точка на проект. Благодаря на председателя. Чувани съветници, чувани известители. На седмицата е удържана на 13.3.2019 година. Комисията за здравствена защита, социална защита и защита на детската го разгледа извещат за реализация на програмата за активностите на община Струмица за областта на социална защита и защита
и подставки, реализирани во текот на 2018 година при спроведувањето на следба програмата за социјална заштита на општина Струмица. Обемната расправа во која учествуваше известителот по точката од дневниот ред, комисијата се произнесе по извештајот и едногласно донесе заклучок со кој на Советот му предлага да го усвои извештајот за реализација на програмата за активностите на општината Струмица за областта на социјалната и градската заштита за 2018 година. Да ја повикам Марто Чименедова, председател на комисията за едните можности да поднесе извещи и даде превод за усвојање по точката со реден број 11. Благодарам председателя, почитувани градоначалник, почитувани председателя, почитувани колеги советници и останати присутни. На ден 14 март 2019 година се одржа седница на која Комисијата за еднакви можности го разгледа извештај за реализација на програмата на општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2018 година. Комисијата констатира дека општина Струмица активно работи на јаснењето на родовата еднаквост, а посебно се грижи за подобрување на положбата на жените во општеството. Во текот на 2017 година е изготвена стратегија за родова еднаквост за периодот од 2017 до 2020 година, чија цел е унапредување на родовата еднаквост преку реализацијата на стратешките приоритети за економско јакнење на жените, еднакво учество на жените во јавниот и политичкиот живот, родова одговорност, образование и спречување на родово базирано насилство. Имајќи го тоа во предвид, комисијата се произнесе по извештајот и донесе заклучок со кој се советува на Советот му предлага да го усвои извештајот за реализација на програмата на општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2018 година. Ви благодарам. Благодарам. Отварам претрес по точките од реден број 1 до реден број 15 и предложи од комисијата. Дали некој бара да скочи? Държавче, дали бара да звърна да дам на кој е пан? Благодарите. Благодарам, председателя. Почувам председателя, почувам съветници, почувам присутни, почувам дилни. За да се обезбеди транспарентност во извършувањето на бюджетот на единиците на локална самоуправа со Законот за финансирање на единици на локална самоуправа по член 32 предвидени периодични извести кои градоначалникот ги доставува до Советот на општината и Министерството за финансии во рок од еден месец по завршувањето на кварталот. Ова е бесплатен извештај за 2017 година за извршување на бюджетот на општина Струмица. Општинските бюджетски корисници во рок од 15 дена по истекот на месецот до градоначалникот ги доставуваат месечните извештаи за извршување на нивните финансиски планови. Градоначалникот до Советот на општината ги доставува кварталните извештаи, К1 квартален извештај за извршување бюджет на општината, К2 квартален извештај за достасани ненамирени обврски, К3 квартален извештај за задолжување на општината и јавните предпријатија формирани од општината. Во изминатите 12 месеци од 2018 година вкупните приходи во бюджетот на општина Струмица од планираните 1 милиарда 71 милион 53 401 денари се реализирани 913 милиони 275 780 денари или 85%. Вкупните приходи ги сочинуваат основниот бюджет кој е реализиран со 348 милиони 367 136 денари или 73% во однос на планираното, наменските дотации кои се реализирани во износ од 487 милиони 887 250 денари или 100% од планираното, само финансирачките активности реализирани во износ од 31 милион 522 2340 денари или 76% од планираното, донациите кај кои реализирани од износ е 37 милиони 857 692 денари или 79% и во колоната кредити од планираните 10 милиони денари реализирани се 7 милиони 640 962 денари
или 77% од планираниот износ. Кај дотациите процентот на реализација е 100%, затоа што средствата од ВОК дотацијата за 2018 година, кои како месечен прилив на средствата доаѓаат во колоната дотација на бюджетските корисници, им се овозможува да се користат во најголем дел за плата, а во многу помал дел за текущи трошоци во 2018 година, максимално ги истакуваат и не ги спасуваат во делот за средствено одржување да ги покријат сите потреби, вклучувајќи ги тука и за останатите обврски од 2017 година. Во однос на минатата година, процентот на реализација на вкупните приходи е поголем за 10%, односно на 31.12.2017 година бил 75%, а кај основниот буџет процентот на реализација е поголем за 13%, односно на 31.12.2017 година бил 60%, споредено со последниот квартал на 2018 година. По групи на приходи, процентите на реализација на приходи до 31.12.2018 година во основниот буџет се гледа од прегледот кој што го имате пред вас. Во групата на приходи, даночни приходи, буџет за 2018 година е 297.680.026 денари, реализација на приходи 251.730.637 денари, процент на реализација 84,56%. Неданочни приходи планирани 40.870.359 денари, реализирани 9.341.129 денари или 22,86%. Трансфери се планирани 71.844.920 денари, реализирани 67.079.519 денари или 93,37%. Капитални приходи 71 милион планирани, реализирани 20.216.251 дена или 28,47%, или вкупно планирани во буџетот за 2018 481.395.305 денари, реализирани 348.367.536 денари или процент на реализација 72,37%. Во однос на расходниот дел, може да се каже дека вкупните оперативни расходи се реализирани со 89%, а капиталните расходи се реализирани со 58% во однос на планираните во буџетот за 2018 година. Образецот К1 е даден за секоја програма посебно. Образецот К2 ги дава до спасаните ненамирени обврски на општина Струмица, заклучно со 31.12.2018 година, кои во овој квартал израснуваат 5.424.949 денари, како обврски до 30 дена, 827.717 денари како обврски до 60 дена и 101.396.249 денари како обврски над 60 дена, а се однесуваат на капитални објекти. Образецот К3 овој квартал го условуваме до Советот на општина Струмица по добиените инструкции од Министерството за финансии со вредност од 5.143.619 денари како состојба на долгот за извештајниот период заклучно со 31.12.2018 година, а се однесува на кредитот од Македонска банка за поддршка на развој, искористен за предфинансирање на проектот Екоградинки од ИПА програмата за прекогранична соработка со Република Бугарија и 2.040.962 денари како состојба на долгот за извештајниот период заклучно со 31.12.2018 година, а се однесуваат на кредитот од Македонска банка за поддршка на развој, искористени за предфинансирање на проектот Промоција и развој на туризмот и културата од ИПА програмата за прекогранична соработка со Република Грција. Ви благодарам. Благодарам. Сега наред беше следните три плана, поверите. Благодарам. Чуткам председателя, чуткам градоначалник. Најпред би сакала да се осврнам на билансот на приходите и расходите.
кој што е составен дел од годишниот извештај на Општина Струмица за 2018 година. Именно од годишниот извештај ќе видиме дека имаме еден висок процент на реализација на буџетот со 85%. И кога ова вака се гледа, тоа би значило дека ние воопшто не треба да сега дебатираме, затоа што вака високиот процент на реализација е ретко. Меѓутоа, она што доколку надвезаме во податоците кои што ни се доставени еве со билансот на приходи и на расходи, ќе видиме дека всушност одредени ставки кои што ни се битни за разгледување се имаат тенденција на зголемување и намалување во текот на годините изминати, обратно пропорционално од тоа што всушност би значило висока реализација на процентот на реализација на буџет. Имено, во она што нас ни е битно е дека приходите се зголемени. Да, вкупниот процент на приходи е зголемен. Меѓутоа, капиталните приходи, односно имаме драстично намалување. Значи, го споредував со билансот на приходите и на расходите од 2017 година и практично со една математика, значи, ако не можеме да видиме каква е тенденцијата за 2 години, за 3 години сигурно ја гледаме тенденцијата на намалување на капиталните приходи. Имено разликата од 2016 година до денес е за 12.244.953 или околу 200.000 евра. Значи, имаме само намалување на капиталните приходи. Капиталните разходи. Капиталните разходи, значи, со исто тенденцијата низ годините е драстично намалување. Во 2016 година, разлика со 2018 година, имаме приближно 500.000 евра, значи намалување на капиталните разходи. А додека, за да направиме компарација од каде е високиот процент за реализација на буџетот, гледаме дека ставката на разходи, тоа ставката на стоки и услуги, споредбено со 2016 година, има тенденција, значи низ минатите 3 години, има тенденција секоја година на зголемување и тоа сега, ова година, споредбено со 2016 година, имаме разлика на зголемување за 400, приближно 400.000 евра. Според мене, со овие 3 факти се демонтира високиот процент на реализација на буџетот за 2018 година. Ако зборуваме за успешно работење, тенденцијата за реализација на овие 3 ставки кои што нас не се битни, кои што имаат, кои што граѓаните ги гледаат, капиталните приходи, капиталните разходи треба да бидат обратно пропорционални. Имено, капиталните приходи, капиталните разходи треба да имаат тенденција на зголемување, а додека стоките и услугите, разходите на ставката на стоки и услуги треба како домашинска општина да се трудиме да ни биде намалено. Значи, најкратко ни беше констатација во врска со годишниот извештај на општина Струмица, а понатаму само на кратко би сакала да дебатирам за кварталните извештаи. Благодарам, председателя. Реализацијата на купниот буџет е реализација на купниот буџет, процентот е тој што огледаме. Во делот капитални приходи повеќе парче. Луѓето знаете дека тие се приходи поглавно од одредба на градежно и градежно земјиште, кое што претходната година кажеме во многу наврати, Општина Струмица не реализира одредба на градежно земјиште, на градежно и градежно земјиште. Тие беа планирани 71 милион и ете, во тој дел на вистина
имаме по-мали приходи, факт е това, и аз го обясням по неколку наврати, зашто е тоа така. Значи имавме първо и некои административни обструкции, односно пречки, зашто не можехме, значи беа изтечени лиценци, аз ви кажав, тие процедури трајат долго, некаде дори до септември, октомври, тамо минатата година, мислам дека се добија властувањата. Ние ги направивме подготовките кои што треба да овозможат вакви приходи, меѓутоа таа процедура не е едноставна и едноставно во таа претходната година не се исполнило посекуваниот процент, а тоа е назначена ставка. Знаете дека и формулата, односно креирањето на буџетите на општините во главном, посебно за нашата општина, во најголем дел или во најголем процент приходите се од оваа ставка, значи за основен буџет. И тоа е така. Јас мислам дека во оваа наредна година тоа ќе се промени на подобро и во тој правец очекувам дека ќе добиеме можност, иако нели имавме одредени ограничувања за оваа година за креирање на новиот буџет, сега во континуитет го анализираме тоа, со сигурен доказ дека можеме да добиеме дополнителни приходи од оваа ставка, имаме право да го коригираме буџетот, односно да направиме ребаланс на буџет. И аз наистина со сигурност се надевам и знам дека оваа година ќе имаме можност да го направиме и во овие ставки ќе има значително подобрување. Тоа го базирам на реални факти, бидејќи ваквите подготвителни припреди за оваа активност се веќе завршени, се надминати сите тие пречки кои што постоја минатата година и оваа година, иако се не е година на избори кои и тие на некој начин малку ја ускоруваат таа дејност, односно ја оневозможуваат, сепак веднаш после завршувањето на изборниот циклус ние сме спремни да понудиме од оваа област или да понудиме граѓани изградено земјиште и оваа ставка дрматично ќе се подобри. Тоа е следствено на тоа, бидејќи овој процент е помал и најмал, не кажем многу пати, ќе се подобрат и капиталните разходи, односно инвестициите во капиталните проекти. Ние знаете дека оваа година во проекти и буџетот согласно тие инструкции кои што не обврзува да основниот буџет не биде поголем за 10% од средната вредност од претходните 3 години на реализиран основен буџет. Тоа би бил одговор. Тука се гледа дека е малку по-ниска, по-ниска ставката и не е тајна, тоа сме го дискутирали. Еве, јас мислам дека тоа би го одговорил. Сега, ако има некој дополнително прашање, би може да одговорим или јас и известител. Ви благодарам. Добре. Началник, неспорно е тоа. Јас воопшто не натеков по дебатирање по поединечно продажбата на граѓани, изградено земјиште, значи сето тоа ние го гледаме од тук. И го знаевме од прилика и вашиот одговор кој што ќе биде даден. Меѓутоа, ако сме советници, не можеме да останеме, да не биде искоментирано тоа што всушност ние го гледаме од доставените материјали. И уште е ДНА-та. Значи, повторно споруваме за шестицифрена аналитика која што цело време треба да ја добиеме, а никако да ја добиеме. Повторно добиваме извештаи кои што, значи, сами треба да се снаоѓаме. Тоа е неспорно. Од купните цифри, тоа што нас, како советници, ни е овозможено да го видиме, е драстичниот, обратно пропорционален раст пак на приходите и расходите, онака како што ние не посакуваме да биде. Имено, она што всушност најмногу боде очи и најмногу што ни смета нас како советници, е всушност ставката на стоки и услуги. Значи, по 100 пати јас веќе дебатирам за стоките и услугите и сигурно веќе сме и досадни во тој дел кога зборуваме, меѓутоа кога имаме годишни, квартални извештаи, не можеме да не се осврнеме на тоа, бидејќи стоките и услугите, пак
обратно пропорционално, таму кај што викаме дека не сме добиле средства од продажба на градно неизградено земјиште и не сме успеале да реализираме поголема ставка на приходи капитални, овде сега ние за разлика од 3 години зголемуваме за приближно 400.000 евра, значи повеќе потрошени пари за спортски клуб. Тоа не беше прашање конкретно, туку е дебата и констатација на после разгледување на годишните. Благодарам. И за кварталниот извештај, ако надлегуваме поединечно по програми, ќе видиме дека делумно во поголемиот дел од програмите имаме реализација на програмите. Ќе видиме дека со претходните ребаланси на буџетот тоа сето е сумирано, е направено онака како што треба со цел да имаме висока реализација на програмите. Е тоа што може би најмногу време потрошивме, мислам дека колегата излезе од програмата за заштита на животна средина, не можеме да не забележам дека единствено по оваа програма имаме убедливо најмал процент на реализација во кварталниот извештај. Значи имаме 7,81% реализација. Сакам доколку е тука инвеститор по оваа точка да станува збор за реализација на околу 253.759 денари, за разлика од веќе предвидените 3.250.000 денари. Односно, каде ги имаат потрошени овие средства и зошто немаат до крај реализација на програмата, за која што се предвидени голем планот на буџетот бил доста голем, а реализацијата е доста мала, а знаеме дека тоа беше едно од најизвиканите прашања кои што е погодил Столица во годината година. Може, да. Първо, айде сега на началото, можем да изглеждаме по Георги. Благодаря, председател. Овој дел од прашањето се практично вклучува вашето прашање сака го разбрав, вклучува две компоненти. Едната е предвидените буџетски средства како финансии и друго е програмата на која што дадовте освор за онаа состојба која што сметаме дека нашата општина да кандидира, тоа е заштита на животна средина и екологијата. Сега, двете компоненти јас ги замолим, ако така што можеме во финансски аспект председатели да го кажем каква е конструкцијата и се разбира инвеститорот од одделението за животна средина ќе го даде пак другиот ако ги интересира или јас ако сакате, но ајде тоа да Почитувани советници, за годишниот извештај не ми мислете што да зборувам, меѓутоа програма по програма, ако дискутираме, всушност исто е тоа. И кварталниот и годишниот цифрите се исти, само што во програмите се активностите, а во финансиските извештаи се цифрите. И затоа од тој аспект, баш за програмата за животна средина, ќе кажам дека остана една цифра, тука е колегата од одделението за плаќање, која што не се изреализира. Тоа беше една тесија со Министерството за животна средина. 800.000 денари. Околу 800.000 денари, што е голема сума, требаше да се плати со цесија, значи парите ги даваат од Министерството за животна средина, активностите се спроведуваат во прилог на општината,
но не знам од кои причини, од временската рамка, не навлегувам во тоа, остана, значи таа обврска да се префрли во 2019 година, а ако се изреализираше, ќе беше процентот повисок. Значи, ако ги додадете тие 800 и во приходи и во расходи, ќе беше многу повисока цифрата. Само во тој дел можем да кажем во прилог на реализација на програма. Замолвам се да чекали двама до повторе решањето до известител. Бидејќи известителот не беше тука, моето прашање делумно го одговорија од финансов аспект. Моето прашање беше на што се должи така нискиот процент на реализација на програмата за заштита на животна средина, именно 7,81%, ама сега ако ги калкулираме и овие средства на кои што не знаевме ние како советници дека веќе биле реализирани, станува збор за околу 1 милион реализација, може би до некаде до 30% реализација, с оглед на тоа што минатата година имавме и тоа е слаб процент на реализација и со калкулираните 800.000 денари ќе стане збор за значи околу 1 милион денари реализација на планот за оваа програма. Прашањето беше загаденоста на воздухот и заштитата на животната средина минатата година ни беше многу актуелно прашање. Во два наврати ние доставувавме советничко прашање и добивме образложение за тоа кои се мерките кои што општина Струмица ги презема во тој дел. И последниот извештај е во ред, и ви благодарам на исцрпниот извештај. Значи го разгледавме, меѓутоа немаме ништо конкретно, а сметавме дека со овие 3.250.000 денари ги останат 2 милиона, сигурно има мерки кои што нас во планот, односно програмата, која што ја донесовме релативно доцна, меѓутоа ја донесовме, имавме средства предвидени за многу активности кои што не сме успеале. Значи, што е делот кој што сте успеале да го реализирате, а што не е реализирате? Poštovani predsjedatelji, poštovani gospodine načelnici, poštovani sovetnici, јас ќе бидам краток. Најмала програма во буџетот на општина Струмица е програма за животна средина, што е најтрагично. Меѓутоа, го чекам периодот кога ќе почнат преговорите за присуствување на Европската унија и кога ќе ни треба многу пари на државно ниво и сметам дека тие пари многу ќе се зборени буџетот и на општина Струмица. Пошто тамо нема организации, мора конкретно да се спроведат одредени акции, како што е заштита на амбиенталниот воздух, заштита на води, заштита на почви. Инаку нашата програма е реализирана со целост. Постигнала и многу мала програма. Меѓутоа имаме донации. Тие се реализирани. Ги прочитам, например, едукативни проекти за заштита на животна средина, 150.000 денари. Тие се реализирани со една фирма која е регистрирана за собирање на батерии и акумулатори. Тоа е одржано преку основните и средните училишта. Друга активност е проект за постигане на свест за четвртата. 30.000 денари, тоа е исто донација од друга фирма која што е овластена за собирање на отпад. Тоа е отпад од пакување, односно поставени се 40 контейнери за хартија, поставени се 15 контейнери за стакло, поставени се 20 контейнери за пластик. Значи, тие се донации, не влегуваат преку финансите, затоа што одат директно ги додават до комуналец. Така да јас мислам дека читање на закони реализирано преку комуналец, негде цирка околу 400.000 денари, таа е 100% реализирана, и елаборација за заштитни зони за запати на водоснабдување преку јепка на комуналец и документација за барање за водно право со многу сложени процедури и тие најверојатно ќе се продолжат во 19 година. Во врска со амбиенталниот воздух, значи треба најмалку 5 години да се собират податоци, за да може да се направи точен програм, односно точен план за подобрување на животната средина. Ние како општина доставивме барање до владата со 5 точни членови беше и бараме да се намали ДДВ за
газ, да се субвенции за фотоволтаици и ред други самотършки. Чекам отговор от Министерството и от владата. Тие се парите в общините ги нема, а се големи пари. После мора да исто така очекуваме донации и за програмата за защита на обектите от губење на енергията. Значи, према бюджетът, што е планиран према програмата, сметам дека е реализирана и повеќе од 100%. Немам допълнително прачење, имам единствено допълнителна констатация. Со убедливо најмала програма. Самите реколте дека имате убедливо најмала програма и убедлив најмал процент на реализација. Не е лично поставено прашањето, оно што ние можеме да го видиме од кварталниот извештај е слаба реализација. Тоа што сега вие дополнително го имате настојано, ние не можеме да го видиме. И практично ништо од тоа не е ниту од медиумите, ниту од одредени фактори кои што креираат мислење во општина Струмица, не можеме да осетиме дека општина Струмица прави нешто за да се справи со задевеността на водите. И ние лично како советници често сме ставени на удар на мислењето на јавноста дека еве ние ништо практично во наводници не преземаме и токму поради ова го поставив прашањето, бидејќи јас видов дека од извештајот имате доставено барање за субвенционирање и така натаму, меѓутоа сметам дека секогаш треба да се стремиме на уште повеќе и 50% да е реализацијата на овие малку средства кои што ги има одвоено општина Струмица за оваа програма, се е малку. Значи, колку што можеме, исто различни, и не знам зашто во колоната за донации не се предвидени средствата кои што е веќе известителот по точката рече дека се реализирани, сигурно одат на друга сметка, ние тоа не можеме да го видиме и заради тоа и не ни беше помош. Се благодарам. Може да Добро, јас сакам само кратко еден осврт да дадам и од моја страна. Значи, ова што се кажа во однос на оваа програма од аспект на финанси и од аспект на активности, дава еден спој кој што буџетски оформула во она како се креира извештајот, дава некој таков впечаток, меѓутоа морам да реагирам и да ви кажам дека многу активности се преземни кои што се и вон буџетски активности, кои што општина Струмица и ние како со поддршка на Одделението за заштита на животна средина, со поддршка на јавното предпријатие за комунални дејности и со поддршка на сите граѓани и субјекти во општина Струмица кои што имат такви ресурси, ние направивме во правец на одржување или подобрување на еколошките моменти во нашата општина, направивме повеќе акции кои што буџетски по некои форми не може да влезат во извештајот, но факт е дека постојат. Ние имавме, значи, неколку обсежни акции на чистење на депониите. Јас чувствувам одговорност да ви го кажем тоа, вие го знаете и еве за јавноста и за оние кои што не слушаат, да не се добие погрешен впечаток, бидејќи вие кажавте во еден момент дека можеби општина Струмица не се грижи доволно. Апсолутно не би се сложил со таа работа, баш напротив. Мислам дека еколошкиот момент е ставен на врвот на приоритетите на нашата општина. Еве сега ќе видите сведоци во престојниот викенд ќе направиме една доста обсежна и забележителна, се надевам, акција, во која што сме решени да се справиме со сите диви депонии во општина Струмица, разбира не во еден ден, меѓутоа тоа ќе биде една акција, веќе имаме утврдени преговори со сите фактори кои што може да помогнат во тој дел и кои не се по формула, по вокација не влегуваат во извештаите за буџетот и може би не ги гледаме, меѓутоа фактички на терен ги гледаме. Значи тоа ќе биде, знаете вие дека општина Струмица направивме пописи и елаборати повеќе од 100 диви депонии постојат во рамките на нашата општина. И ние, тоа е еден обсежен процес во кој што влегуваме безкомпромисно, со
бележење со табли, со поголем надзор и така натаму, така да впечатокот дека во тој дел не се прави ништо е навистина не е баш фер. Има направено многу други активности кои што исто така не влегуваат, да речеме, во буџетот, кои што се правени или на некоја волонтерска база или се правени на база на некои донации, така да мислам оти во тој правец многу компоненти може да се наредат, како што се, да речеме, около обновување на филтер станици за вода и така натаму. Мислам, не би сакал таа перцепција да остане погрешна, бидејќи навистина во тој правец конкретните предлози што се дадени до владата за намалување на процентот на ДДВ за продолжување на гасификацијата, кажем, тие се суштински предлози кои што треба суштински решенја да дават по тој повод, прочистени, искристализирани без присуство на како би кажал така, популистички или мерки кои што може би се повидливи, а кои што веќе со сигурно знаеме дека не носат резултат. Значи, во тој правец има активности, јас би сакал да ве уверам во таа работа, дека може да бидете спокойни и сигурно едно од најважните и најсуштински еве и за нашата одлука да ја прошируваме гасификацијата и во наредните точки ќе има и одлука за која што треба да разговарам и да ја усвоиме евентуално за задолжување на општината во смислу во тој правец за да може да се прошири гасификационата мрежа и тие се сите мерки еколошки кои на еден или на друг начин во ова програма може би не се впишени, меѓутоа како збир на мерки за подобрување на еколошкиот амбиент во нашата општина се според мене и како значени. Значи, според да ја гледаме глобалната слика. Ние ако обезбедиме некои средства од некој друг извор, може би тука не се визуализира како бројка во овие извештаи, меѓутоа е како активност се видлива. Воопшто не беше Контравлете, да, ајде крај за готово, значи воопшто не беше поставено прашањето дека ние сакам драстично да искритикувам, туку поентата беше дека може би како што добиваме после вашето излагање, после излагањето од финансите, добиваме впечаток дека всушност ова што ние го гледаме тука не е ништо во споредба со тоа што реално се прави. Ако правиме нешто, тогаш тоа истото треба да го ставиме на хартија и може би како што правиме извештаи за реализација на другите програми, може би и за оваа програма треба да се направи извештај за реализација и да се вметнат и сите овие работи кои што еве општина Струмица ги прави, а ние ги немаме упит на истите, така да не бидеме во заблуда и да имаме одговор на прашањето и на граѓаните и на самите себе. Секогаш можеме да направиме нешто повеќе. Ме радува фактот ако се преземаат мерки од страна на општина Струмица и тоа е воопшто добро на сите. Понатаму, Ирена Барбанов следващи. Благодаря, председателя, чувствам градоначалник, колеги. Веќе навлеговме во мандатот влада. Од дискусиите што ги имаме, особено за клучни точки како денешни ден, добиваме впечаток дека има одредени аномалии кои што навистина треба да размислиме како да ги поправиме за да донесеме дополнително ново добро со овој состав. Значи, повторуваме исти работи. Значи, известуваме на еден начин, програмираме на сосема друг начин, перцепцијата е сосема трета, или од едната страна е една, од другата страна е сосема друга. Значи, тука се поставуват неколку прашања. Од кој е првото? Дали ние, општината, не Советот, не треба да размисли како ги форматира програмите и известувањето по програми. Тоа е првото нешто со кое што ние се соочуваме како проблем. Значи форматот и на програмирањето, но и на известувањето.
Не сакам да се повторам, затоа што констатациите од колешката се прифатени од сите нас тука советници, значи сите ние исто размислуваме со тоа што таа го изнесе. Значи, што ќе направиме ние, за да направиме подобрување во таа перцепција дека нешто се работи или не се работи. Конкретно за извештајот за животна средина, јас и на комисијата реков, нека не го зема известителот како лична критика, значи тоа беше моја лична констатација на комисијата за финансии, дека е навистина штуд. Од 3 странички ја немам перцепција. Дека навистина, не знам, дивите депонии биле расчистени. Тука има спомнато само расчистување на диви депонии, толку. Ние да прво како советници, а немаме целата слика, за да можеме да формираме одредена критика или одредена похвала, а камо ли потврдјане. Значи, треба да биде информацијата сублимирана и јасна, за да може и перцепциите соодветно тоа да бидат јасни, дека нешто е сработено или не е сработено. Значи, тоа е во поглед на тоа. Се слагам 100% на реализација, не се слагам исто така со тоа што во износот во денari стои донации. Какви донации? Кои донации? Зошто донации? Извештај во прилог, како анекси кон извештај, за да можеме да знаеме што навистина е сработено. И како е тоа опфатено на крајот на краиштата на веб страницата на нашата општина. Не сакам да се повторам, секоја седмица тоа го зборам, дека нашата веб страница не ги содржи тие клучни елементи, не сме 21 век. Не можеме да се праваме со тоа дека законска обврска е, не знам, кварталниот, завршната сметка, годишната сметка и толку. Не е така. Ние во 21 век треба да очекуваме малку повеќе. Малку по-близок пристап до граѓаните, малку појасна слика да имаат тие граѓани што навистина е направено. Затоа што сме и ние направили кришната дел од овој совет и сакаме да покажеме дека заедно нешто сме направили или не сме направили. Тоа е во поглед на, така речам, начинот на кој се програмира и начинот на кој се известува во овој совет. Втора работа што сакам да ја констатирам е дека има дискрепанција исто така и во поглед на реализацијата по програми. По-конкретно, ме интересира за програмата ЛЕР, која што започи, известувањето е навистина обстежно, меѓутоа зашто е слаба реализација. Зашто е 50% реализацијата, значи тоа ме интересира. Каде има потврлено во кои делови. Друга работа што е многу битна и на нас како советници, и на струмичани како струмичани е програмата за култура. Имено во известувањето даваме штури информации дека тука спаѓаат, не знам, културни манифестации како струмички карневал, Ристо Шишко, Фастер Фест и така натаму и така натаму. Меѓутоа немаме никакви конкретни бројки, извештаи како тоа се реализира и кои се тоа вредности што ние навистина сме ги поддржали. Ама тоа да биде фактички поддржано со бројки. Значи да знаеме дека навистина сме финансирале вредност. Користам прилика на прашањето да го похвалам, например, карневалот под маски, кој се докажа, за разлика што ние учествуваме со стварно минорна сума на поддршка и стимулација на овој карневал, но покажа и докажа дека навистина е оригинална идеја, оригинален перформанс, оригинална вредност и добро наградот кој што може да се мултиплицира понатаму. Што правиме со другите аспекти во културата? Значи, како ние тоа ќе видиме дека е реализирано навистина така како што е предвидено. И конечно, зошто не предвидуваме активности кои што имале мултиплицирачки ефект и носење на нова вредност. Еве, пак се спомнам во карневалот од маски. Значи, дали не е потребна некаква анализа која што пошироко би ги вклучила граѓаните? Да, концептот од маски, така. Сакам да кажам дека вредностите се препознаваат, граѓаните ги препознаваат вредностите на вистина. Но ние како советници, ние како совет, вие како градоначалник, каде сме во делот, значи, на програмирањето, селектирањето на такви вредности, вклучувањето на јавноста и на крајот известување колку бројките, колку тоа што сме го
вложиле е наистина, това и ние не знаем колко сме вложили като съветници, нямаме бройки конкретни, детализирани по фестивали, што тоа е реализирано, како е ефектуирано сето тоа, кој е ефектот врз растот на општината, така да кажем, културниот раст на општината. Тоа се моите прилика дискусија. Би сакала да похвалам дел од известителите што се потрудиле да дадат наистина пообсежни извештаи од претходниот пат. Значи, убаво е да се потенцира и напредокот во известувањето, но сепак да размислиме за понатаму како тоа ќе го форматираме, а да биде јасно и за нас, и за другата страна која што не гледа и за која се говори. Благодарам, председателе. Почитувам съветничке, и аз мора да признам дека со добар дел од вашите забелешки се сложил. Значи, ако зборуваме за интенција да подобриме и по-квалитетно да изискуваме, абсолютно стојам за. Мора да кажем дека буџетот е комплексна една материја, така да кажем, и ако Општина Струмица има обсежен буџет во смисла на многу компоненти кои што го содржуваат како ретко која општина, значи од областта на култура, спорт, социјална заштита, локален економски развој, заштита за животна средина и така натаму програми кои се обсежни, кои што сите бараат и некои економски импликации, се обидуваме да го најдеме тој баланс кој што ќе го остави буџетот да биде развоен, а пред се е развоен врз база на капиталните инвестиции. И ако тука дадеме максимален акцент, што се сложувам со вас и што може би е највидливо за нашите колеги, тогаш неизбежно некои од другите компоненти ќе мора да, така да се изразам, да претрпи некоја промена, односно намалување. Тоа е неизбежно. Значи, не морам да конкретизирам дали ќе биде тоа културата, социјалната заштита, дали ќе биде, мислата, некој од нив мора и сите заедно помалку. Значи, ние се обидуваме да биде еден комплексен буџет, кој што ќе дозволи и тие компоненти да останат на ниво баш во тој дел за кој вие зборувате, за делот од културата, за делот од спортот и за делот од таквите активности кои што, ево, може би известно, на некој начин ние ги оставивме, ако се сеќавате, на ниво скоро приближно на минатата година и ако имавме обврска да го редуцираме, односно да го компримираме малку буџетот. Значи, тука најмалку интервениравме, свесни дека може би некој фактор за кои приоритетите се некои други, ќе ни замери за таа работа. Меѓутоа, еве, ја оставивме културата на акцентот за култура на исто ниво како и минатата година, за разлика од може би некои капитални проекти кои претрпеа измени. Тоа е исто така момент за дебата, меѓутоа ние мораме да одлучиме. Нели викаме ако една средина нема култура, тогаш нема зошто да прави другите капитални проекти. Ако тргнеме по таа логика, тоа произлезе. И секогаш може да се надградува, не е спорно, ама јас го прифаќам, и јас ги поздравувам тие пробиви на инвентивност, на креативност, кои што во нашата средина веќе остава добар впечаток и веќе се забележени. Но ние мораме да ги препознаеме, мора некој да ни даде сигнал дека има таков момент и ние да се обидеме сите заеднички тие успешни проекти да ги стимулираме повеќе колку што можеме. Тоа и го правевме ова година. Ние за прв пат не мина она што е бренд во нашата средина, како што е карнавалот и некои моменти од карнавалот, за прв пат дадохме и некои мала, но стимулација со која сакавме да покажеме дека оние културни вредности кои што несомнено сите ги признаваат и даваат признание, ние сме спремни да ги поддржиме и тоа во континуитет се менува, меѓутоа не се менува преку ноќ, нели? Значи, токму културата, токму спортот, токму тие активности, мислам дека овој буџет е доста заштитен. И
тая интенция ќе ја задржиме и понатаму. Таа сугестија, јас се припорќам и мене ми е блиска, меѓутоа мораме да водиме нели сметка дека има и друга една компонента која исто е важна, за тоа што исто може некој од нашите колеги советници од вас да кажат зошто ова не се покренува, не се развива капиталните проекти, пак културата и спортот ќе оставиме на Министерството за спорт и за култура. Само како теорија ви го кажам. И тогаш нели, може да има различни мислења, но дај да го најдеме тој оптимум кој е. Јас лично, мојот сензибилитет е да ви го кажа. Значи, токму тие културни манифестации сакам да ги поддржиме, да им дадеме еден сублимат, еден изглед со докажени културни некои елементи и тоа полека јас мислам дека и го покажуваме. Значи, зависи кој сака да го види. Перцепцијата е една работа, како што говорите и вие. Дури, ајде да ви кажам и малку по-храбро, она што го кажавте, перцепцијата на пред народот сега со оваа завршна сметка или извештај во преточен во вид на бројки, какви да се бројките, колку и да се убедителни бројките, не верувам дека ќе ја сменат перцепцијата на народот кој е надвор, бидејќи тие да се не знам колку убедливи, перцепцијата е друга работа. Значи, важно е за мене перцепцијата, важно е да биде базирана на реални активности. Ако ние, барем јас така мислам, ако ние покажеме доволно активности на терен, кои се видливи, мислам дека е по-важно отколку бројките да бидат не знам какви убедливи, нели? И тоа е важно за мене, ова по-важно. И ако го растеретиме народот со правилни мислам не се однесува на оваа дискусија, но општо зборам за непопулистички изјави, и ако го растеретиме народот од преоптеретеност политичка, нели, која и ја одзема концентрацијата на народот, па и онаа што се случило пред нивните доми не го приметуват веќе, како што го приметува едно време, тогаш перцепцијата ќе биде лоша, колку и да се нашите бројки добри. Значи, ние имаме тука и една мисија, како советници, јас како градоначалник и како совет и како цело општество. Не само бројките да ги покажеме добри, да ја покажеме и нашата увереност дека сме длабоко посветени оваа средина на некој начин да ја помогнеме да излезе од таа апатија која сите ја гледаме. Значи, перцепцијата нема да ја подобриме, не знам колку акции да направиме ние во Луга, но ќе правиме за да може таа да се релаксира и таа една апатија, таа една депресивна состојба, што јас би ја кажал во нашето општество во глобала, што е гледани, што и мене ме загрижува, да ја промениме на некој начин, но за тоа треба помош од сите нас, вас, значи за да не со негативистички став или апропо секогаш и по секоја цена нешто да критикуваме, да можеме луѓето наистина да ги демотивираме на некој начин. Значи, јас така ќе се обидам да предлагам да се креира буџетот и еве мислам од и вие спомнате дека во некои сегменти во нашите програми има подобрување од претходното. Вие го кажете тоа, што е сигурен сигнал дека ова што го зборуваме точно. Значи се прави, ајде да не кажем притисок или желба или напор да некои работи се подобрат на подобро. И вие се го приметите. И сега може би не е во сите сегменти, може би секој пат има можност и предизвик за уште по-добро и во тој случај ви кажам дека наистина со тој дел во вашата дискусија се сложил апсолутно, не само да сваќам најдобронамерно и ја прифаќам, јас лично. Благодарам. Може ли? Благодарам. Може прво јас. Елена, да. Поетата моја е усогласеност со она што е бројка и она што е реалност во смисла на тоа како го доживуваат, како бројките ги доживуваат луѓето. Луѓето бројките им се не значат. Што можеме ние да направиме? Ние можеме да приближиме реалните бројки преку слика, преку образложение, преку нели, на начин кој што е подобен за нивното разбирање. Не можеме да очекуваме да анализираат буџети, квартални извештаи и така натаму.
Тоа што општината треба да направи е да го доближи, да доближи сликата на оно што е планирано и оно што е реализирано. Тука е мојата, условно кажено, критика, а дека мора да има баланс меѓу сите сегменти од бюджетот. Апсолутно, тоа е жив организам, но секој сегмент влијае на другиот. Значи, културата како култура може би изгледа минорна, може би некој ја маргинализира, меѓутоа, таа има економски ефект и е поврзана. Дефинитивно е поврзана и со другите сегменти од бюджетот. Не може да кажеме дека само за себе таа јаде, а не дава. Така? Значи, она мултиплицира и е врзана на вистина со сите други сегменти. Да направиме да бидат поблиски во луѓето, значи информациите и за Open Face, и за Христо Шишко, како тие да се вклучат, како тие нешто да подобрат, може да имаат идеи кои што ќе донесат подобра, да кажеме, подобар резултат. Тоа беше, значи во таа насока ми беше Нема потреба за тоа заедно. Началник се кажа сега. Ако има по-добре началник, да не взема сите с Бог стара. Ако трябва да питам, няма проблем. Ама некои дете пита сега на нищо. Съветнички. Питали съветнички. Ќе одлучите не се. Јас барам за лев, извинувам, јас побарам за лев да ми се каже процент. Кај има одговор. Ми интересираше информација на што не е добро. Може ли да се даде за лев? Зошто не се реализирани? Айде, проверите сега. Има ли се следва от гледа, не? Няма ли се следва от гледа? То ми не лъжи, проверите. Къде са светловна са и този телевизионен референс? Всяки до 12 вече ли се? Значи има се правило на работа на слово. Кой как му текна сбор да вземе. И на съветниците. Има реплика, Гранчалов има контрреплика или наобщо. Не са той си право на двете сами. Не се лютерите. Значи има дълги за работа, аз съм дълги за работа. Добре. Да. Почитам председател, почитам градоначалник, почитам съветници. Односно, она, що беше дилема и важното по обяснуване във връзка с извеждане за реализация на активната политика в областта на локалния икономически развой и политика. Тя също на седмица на подносно на разговора на комисия дадат детални информации и възложения, ако ще е сами от концептно слабуване на извежда. В този контекст ги дадат всички информации, които ще се отнесува на планирано, односно реализирано, имайки го предвид, дека во овој извештај не е содржана само реализацијата на програмата за Г1 програма за локален економски развој, туку и дополнително се вметнати значи сите активности на Одделението за локален економски развој, кој што до 2018 година се реализира, односно не се како дел планирани по самата програма, но се поврзани со самата програма. Кога веќе зборувам за самата програма, кој што како сума на пари планирана, односно распределена на скупно 18 буџетски активности, јас дадов известување, односно во самиот концепт на извештајот се наведени сите детални поединечни информации за секоја од активностите, односно од сите тие 18 активности кои што ја сочинуваат самата Г1 програма. Во тој контекст посебно давам значи известување за секоја ставка и буџетски планирани финансиски средства и реализирани во контекст на тоа, во која фаза е реализацијата, дали е завршена, дали не е завршена, во смисла на изплатени финансиски средства како финансиски импликација, точно од каде се гледаат, значи кој карта се на конто се гледаат
повлечените, односно потрошените финансijski средства, се гледа резултатот, опишен е резултатот и дадено е објаснување како и на кој начин е резултатот видлив или доближен до граѓаните. Во тој контекст одредени ставки кои што може би изгледа дека не се реализираат, самиот извештај стои финансиски импликација нула, но во наративниот дел стои зошто е тоа така. Точно е објаснено. Еве како илустрација да земам за првата активност, која што е именувана или планирана, односно именувана база на стопански субјекти, Одделението за локален економски развој в процесот на планирање утврдило потреба од таква активност и во тој контекст и е внесена или инкорпорирана во самата програма. Во тој контекст како план е предвиден трошок планиран за реализација на ова активност од 300.000 денари. Имајќи го предвид дека со отпочнувањето, значи после усвојувањето на буџетот, Одделението за локален економски развој започнува со својата област односно согласно надлежностите за исполнување и реализација на овие активности. Во тој контекст значи започнуваме со реализација на поединечни активности. Во тој контекст за базата на стопански субјекти беа потребно време, односно подготвителни активности, во кој што период се соочивме со одредени состојби кои што ни се наметнаа не по наша вина, имајќи во предвид, моравме да собираме податоци, да испратиме официјални дописи до институциите, да креираме одредени прашалници и формати кои што ги испративме до бизнес, да го очекуваме времето на овие одговор, за да го систематизираме и като крајен производ да направиме соодветна база на податоци кои што ќе биде или видлива за граѓаните, односно за целиот бизнес сектор во тој контекст и да биде придобивка за локалниот економски развој, потрошивме драгоцено време за да ги завршиме овие активности. Во тој контекст конкретно, значи, финансиски импликации немаме во смисла дека одредени финансиски трошоци кои понатаму би требало да следуваат во однос на другите активности за дооформување, градење на самата база на податоци, дали тоа ќе биде систем, дали ќе биде платформа и така натаму, не успеавме да ја го завршиме овој дел. Во тој контекст затоа и завршивме подготвителните активности. Но во планирање ние сме планирани дека побрзо ќе завршиме, но за жал не успеавме дека не е тоа по наша вина. Но тоа не значи дека активноста не е завршена. Финансиска импликација немаме во тоа. Тоа јас во самото образложение дадам. Еве во втората активност, каде што имаме планирана 400.000 денари, давам во целиот овој извештај поединечно. Како е текот на реализацијата, како сме реализирали, во која фаза сме, која финансиска импликација, односно потрошени се финансиски средства, каде се гледаат, од која карта на конто се повлечено, да се исплатени финансиски средства, што е производот на ова активност, како и на кој начин е доближено до граѓаните. Во однос за тоа е реков, трета и четврта активност. Пак како илустрација ги земам, па во друг контекст на случај со кој што се соочиме. Имаме административна помош на земјоделци и едукација на земјоделци за ИПА. Ние во планот сме планирали и сме планирале потреби. Меѓутоа, со реализација на одредени дополнителни активности, кои што се произлезе дека и на некој начин се преклопи во смисла дека во одредена активност општината има планирано финансиски средства за распределба на финансиски средства по проекти од граѓански здруженија, се случи да токму таквата активност од граѓанските здруженија беше опфатена како проект. Значи, во тој контекст од купната сума се одви финансиски средства за реализација на проект, а самата организација како активност која што поединечно и беше тука планирана ја реализира во рамките на проектите. Во тој контекст импликација немаме, односно таа планирана сума останува во буџетот, но не значи дека активноста не е реализирана. Во тој контекст така се испреплетуваат работите. Значи, затоа дел од овие суми кои што изгледат како неискористени или нема финансиски импликации, го смалуваат процентот на реализација кој што е очекуван во однос на она што тоа е испланирано. Меѓутоа во тој контекст, значи одделението не застанува само тука на реализација на овие програмски активности 18, затоа наведено е во другиот дел, значи од самиот извештај, што со колку проекти, с
колко грантови сме обезпечили, кои се проекти сме ги реализирали, во тој контекст не гледам дека реализацијата е мала. Реализацијата и како е голема, меѓутоа процентот од планиран, реализиран, заради овие причини кои што ги наведов како илустрација, даваат некаков индикатор за можна таква слика на... Но затоа пак во наративниот дел е многу добро објаснато како и на кој начин. Благодарам. Благодарам, само да се заблагодарам и да потенцирам, токму тоа е разликата меѓу извештај, значи добро направен извештај, кој што поредено со тоа што се бројки во совопарниот извештај што законски сме должни да го усвоиме, значи разлика. Значи, ова е точно пример дека не е така како што кажува бројката. Ви благодарам. Добро, поведете. Добро. Продължаваме по-напред. Дали ще не задачно. Толкова никой не бъде сбор да заключвам предръсът по точка ред 1 до ред 13, заедно с предложението от комисията, поединъчно ги става на глас. Първо, на глас става точка 1, относно обхвата на израза за извършиване на бюджетът на общна струница за четвъртият квартал от 2018 година. Кой е за? Кой е против? Дали въздържа? Ирена, това при нас. Как да го гласувате? Бута два. Добро. Значи, Расол спределен 21 лица са 12 гласа за. 10 против са 5 въздържани. Сезон за запис ще усвоя кварталните излишъци за извършване на бюджетна обща струница за четвъртият квартал от 2018 година. Второ на глас там точка 2, относно повече излишъци на обща струница за 2018 година. Кой е за? Кой е против? Дали е въздържан? Расол спределен 21 да изслоят от 15 гласа за, 10 против са 5 въздържани, това се запис, че се усвоя годишна излишъци на обща струница за 2018 година. Трета на глас там точка 3 относно преглед замъчна сметка на бюджетната общна струница за 2018 година. Кой е за? Кой е против? Как е въздържан? Расосно следеното глас, Кристина Бекасоева, 113 гласа за, 10 против, 106 въздържани, гоня се замъчна сметка на бюджетната общна струница за 2018 година. Четвърт на глас там точка 4 относно извеждане за реализация на програмата за развиване на граждани землища на погранична общна струница за 2018 година. Кой е за? Кой е против? Дали има въздържани? Разосно разпределението глас, Кристина Бекасоева 17 гласа за, 10 против, 6 въздържани, 12 за, че се усвои извеждат за реализация на програмата за развиване на граждани землища на погранична общна струница за 2018 година. Пето на глас там точка 5, относно извеждат за реализация на програмата за изградна реконструкция, удърживане и защита на околни пътища и улици на територията на общна струница за 2018 година. Кой е за? Сайките огромно. Кой е против? Дали е въздържане? Възосно следното гласно. Констатирам да ще съдът от 13 гласа за, без да кандидатите с 6 въздържане. Тоест се заключи, се усвоила известна реализация на програмата за изградна реконструкция, удърживане и защита на локалните пътища и улици на територията на общна струница за 2018 година. 6 на гласа там точка 6 относно известна за реализация на програмата за изработка на ръководни планове общна струница от 2018 година. Кой е за? Кой е против? Дали е въздържан? Шестотно съдението гласа с 14 гласа за, 10 против, 105 въздържани, това се заключи с свои известия за реализация на програмата за изработка на органически планове в общна струница за 2018 година. Седмо на глас там точка 7 относно известия за реализация на програмата за това и приносите на общна струница в областта на спорт и план за 2018 година. Кой е за? Кой е против? Кой е въздържан?
гласа за Александър 19 гласа за, 10 против, 10 против, както че се усвои известно за реализация на програмата за активност на научна стружка, областна спорт и млади от 2018 година. 8 на 28, областна среща за реализация на програмата за активност на научна стружка за областна на autonomната икономическа развитие и туризъм от 2018 година. Кой е за? Кой е против? Дали е въздържан? Производство на управлението власт, фирми, 12 гласа за, 10 против, 5 въздържани, т.е. са заключи се от своя известие за реализация на програмата за активност на научна струмица по областта на научната икономическа развитие и туризъм в 2016 година. 9 на глас там точка 9 относно известие за реализация на програмата за активност на научна струмица за област на социалната и детската защита в 2018 година. Кой е за? Кой е против? Дали е въздържани? За собствено справеното глас, хвилите ексоят 114 гласа за, 200 против 5 въздържани, т.е. са заключи се условия известни за реализация на програмата за активност на научна струмица за областта на социалната и детската защита в 2018 година. 10 на глас там точка 10 относно известието за реализация на програмата за активност в областта на защита на животна среда на подрачна научна струмица за 2018 година. Кой е за? Кой е против? Дали е въздържан? Съответно студент от гласа системата ексоят 14 гласа за, 200 против, 105 въздържани, план са за, се известно за реализация на програмата за активност в областта на защита на животна среда на подрачна научна струмица за 2018 година. 11. На гласа там точка 11. Областно известно за реализация на програмата на научна струмица в област на еднаквите можности на жените и майсите за 2018 година. Кой е за, кой е против? Дали е въздържани? Съвърстно определено гласа, които ексоят 14 гласа за, 200 против, 5 въздържани, донес са заключи се условия известно за реализация на програмата на научна струмица в областта на еднаквите можности на жени и майки за 2018 година. 12 на гласа там точка 12 областно известно за реализация на програмата за активност на научна струмица в областта на бинарната соработка за 2018 година. Кой е за? Кой е против? Дали е въздържани? Съвърстно страдено от гласа хвилят ексоите от 14 гласа за, 10 против, 106 въздържани, т.е. се заключи се условия известни за реализация на програмата за активност на научна струмица в област на ветеринарна соработка за 2018 година. 13 на глас там, точка 15, област на известно за реализация на програмата за активност на научна струмица по бързани с придобиване на проекти и финансиране от фондовете на Европейската уния за 2018 година. Кой е за? Кой е против? Дали е въздържан? Гласувахме от съдението от 19 гласа за, 200 против, 200 гласа за, се усвои известно за реализация на програмата за активност на научна струмица, свързани с придобиване на проектите и финансиране от фондовете на Европейската уния за 2018 година. Преминаваме на работа по 14-та точка дневната. Следва програма за допълнение на програмата за изработка на различни плани на програмата на научна струмица за 2019 година. Следва програмата беше на дневен ред на седмица на Комисията за организъм, комунални дейности и защита на животна среда. Го повикам председател на Комисията на Полна Средища да даде преобразуване. Комисията за урбанизъм, комунални дейности, защита на животната среда и природата на седмицата ще се удържа на 14.09.2019 година и е разглед програмата за допълнуване на програмата за изработка на урбанистични планове на подрачната научна струмица за 2019 година. Имайки предвид дека са прихватяни инициативите за изменуване и допълнуване на програмата, се създават правичните условия за уточнуване на постъпки за реализация на активности за областта на урбанизма. Комисията му предлага на Съветът да я донесе предложената програма с допълнително представените инициативи. Така ще програмата за изработка на урбанистични планове на подрачната научна струмица за 2019 година се допълнува с глава 1 детални урбанистични планове по града. В табелата по реден брой 14 се додава реден брой 15. Обект на детален урбанистичен план за дел от урбан блок 36, урбан единица 4 по генерален урбанистичен план за град Струница, Софийска област със следните граници. От източната страна с улица 23 октомври, улица 15, от западната страна с улица Тоши Проевски, от
северната страна с улица Майка Тереза и от южната страна с улица Драгови Боцинов. И подреден брой 16, детайлен урбанистически план за дело от урбан блок 37, урбан единица 4 по БУП за град Струмица с плански обхват в следните граници. От източната страна с улица Можи Ядер, от западната страна с улица Атанас Янев, от северната страна с улица Гюро Салай и от южната страна с улица Майка Тереза. И подреден брой 52, детайлен урбанистически план за дело блок 23, КП брой ИДО 163 плюс 2 и КП брой ИДО 164 плюс 3 вокал град Повалци, кои парцели са окружени от източната страна с улица брой 2, от западната и южната страна с улица брой 1 и от северната страна с улица брой 11. Начин на финансиране, самофинансиране, по-видно. Имайки го предвид по-горе наведеното, комисията донесе заключок, с кой на своето предлага да донесе програма за допълнение на програмата за изработка на урбанистически планове на подрачна обща Струмица за 2019 година. Благодаря. Благодаря. Отварям претрес по превод програмите и превод комисията. Дай някога разговор. Доколко никой не бава разговор, да заключам претресът и превод програмата с превод комисията е става на глас. Кой е за? Кой е против? Дали е въздържан? Присъствам проведено гласно, конституционно текстовете с 19 гласа за, 10 против, 10 въздържани. Доноси програма за допълнение на програмата за изработка на урбанистически планове на подрачна обща Струмица за 2019 година. Трябва ли мога да кажа минути пауза?